Македонија! Македонија! Почитувани браќи и сестри, почитувани дами и господа, сакам да споделам едно сеќавање со вас. Пред 30 години, недалеко од овдека, присуствував на еден митинг на кој присуствуваа 100.000 македонци. Митингот беше во организација на Друштвото на поетите на Македонија, каде што зборуваше господинот Анте Поповски и се однесуваше нистата тема за која сме ние денеска собрани тука. Се однесуваше за правата на македонците во соседните земји и за аспирациите на одредени империалистички политики код нас македонците. Истата тема 30 години повторно во Македонија, но сега разликата е уште поголема. Ние имаме квистлизи во нашите редови, имаме луѓе кои сакаат да се откажат од она што не е нивно и што немаат право и што не можат, бидејќи има повеќе мртви македонци него живи македонци за ова што сме ние денеска. Пораките од тој собир, кои беа универзални, и ден денеска ечат во мене. Пораките кои денеска ние ги кажуваме овдека се истите. Оставете не нас, македонците, оставете не сами да си ја кроиме нашата судбина. Не дозволувајте одредени сили кои се антиевропски да не извришат и оставете на нас македонците како и секогаш да си ја кроиме својата судбина. Македонија на македонците, така пачнуваше Совирот. Сакам денеска да истакнам една многу важна работа. Една работа која во овие преговори забораваат да се ја споменат. Од каде се и каде доаѓаат тие што преговараат. Како не им е стран и како воопшто немаат чувство на одговорност да се откажуваат од правата на македонците во соседството. Овој Совир исто сакам да го поздравам со барањето на македонците од Пиринскиот дел на Македонија, да ние македонците од Република Македонија како нив никогаш не се откажеме во борбата за нашите права. Благодарам, браќи и сестри, и на крајот само би споменал дека за оваа слобода не само што имаме луѓе кои се имаат закинато и кои имаат дадено својот живот, ние се уште денеска имаме луѓе кои се во затворите. И луѓе кои сакајки да го одбранат името, сакајки да ја зачуваат слободата на македонците, денеска се во затвор. Ние сме единствена држава каде ако си македонец се прогласуваш за терорист. Јас се надевам и верувам како сите вас овдека дека за брзо оваа квислишка влада ќе падне и ние македонците ќе го вратиме достоинството на нашиот народ и ќе преговараме како вистински македонци со вистински диалог, а не со свитка на кичма. Ви благодарам.